Добар ден. Добар ден. Јас сум кандидатот за градоначалник на општина Карпуш, од ВМРО ДПМН. Ја Мила Буновска. Се надевам дека ме знаете. Јас сум носителот на листа Така да се представи. коалицијата на општина Карпуш и Иван Свировски. Мило ми е. Мило ми е што дојдовте. Се разбира, ви враќаме посета. Нашиот кандидат началник Андрей Петров е Запад. Прес, така да на него... Жалам, вред. Да. Јас мислев ќе се сретнам со него вака, да поразговараме. Ја мислев ќе се сретнам со него, но бидејќи не е тука, еве имам чест со вас. Знаете, пред некој ден беше, ми донесе материјал како програма, кој што е од СДСМ, за неговата кандидатура за градоначалник на општина Карпуш и ме замоли, јас тој материјал да го разгледам и да го вратам со евентуални забелешки. Значи, вие ќе го примите. Еве, повелете, јас вас ви го давам. Чекайте. Извините, колку сум неспретна, очигледно сум возбуден. Очигледно трема имате. Трема имам, но во секој случај, вака, да го слиткаме некако. Ова е една од забелешките кои што јас написмено ги давам на овај материјал, бидејќи се голем дел од проектите препишани од мојата програма. Ќе ми простите. Втора забелешка е што во програмата, како што вие велите, тоа што сте предвиделе како проекти не се издржа. Нема рокови за изградба, нема средства што се обезбедени за изградување на тие објекти, ни па ти вредност на средствата кои што треба да бидат потрошени. И трета моја забелешка е дека немате никаков осврт со проекти во поглед на економијата, отварање нови работни места, проекти кои што ќе произлезат да ја подобрат економскиот живот на граѓаните. И четврто, оставивте многу малечко едно само листе позади од 20 сантима така за забелешки. Јас сакав сите овие забелешки да ги напишам тука, но просторот превише мал. Ете тоа. Ви благодарам. Јас се извинувам, да брзинка проверив, рок за реализација септември 2013. Рок за реализација септември, така да рок за забелешката за роковите... Еден солиден проект се работа повеќе месеци, а вие, извините, немавте време да имате средби, разговори со граѓаните како што јас имав, за да може со елаборати, со обезбедени средства, од каде и што. Например, предлагате конјички клуб со коњи. Извините, на Фрчко заличевте, му ја украдовте идејата негова. А дали знаете дека еден конјички клуб, ако биде на европско ниво, како што мислите, вреди неколку милиони евра, ако не сакаме да личи на селска штала, се разбира. И така натаму. Тоа се вие ќе си... Ви благодарам. Молам. Јас само сакам да кажам дека во материјалот и забелешките ќе ги полагаме на господин Андрей Петров. Мене ми е жал што он не беше. Да, и мене ми е жал, навистина е спречен. Иако сакам да ви кажам дека ние имавме работно лето ова година, знаете. Знам дека имавте работно лето, да. Па и сега имаме кампања врата на врата и ние имаме слушнато барањето на граѓаните. Барањата, програмата е правена во основа на искажувањето на нашите граѓани, како што веројатно и другите го прават. Значи, ние ги слушаме граѓаните и тоа е нашата програма. Меѓутоа, ќе се разгледава и ќе видиме како ќе... Само да ви одговорам, точно имавте работно лето, но вие ги блокиравте улиците и раскрсниците ова лето и со возилото, со сирените ги граѓаните повикувавте да излезат на бунт. Додека јас тоа лето работев, имав средби со граѓаните, разговори, нивните потреби, проблеми ги вградив во мојата програма, а вие превзедовте дел од моите проекти. Јас ви ветувам дека како адвокат нема ништо да превземам во таа смисла. Значи, почитувана госпоđo Kunovska. Ајде, пријатно. Почестена сум на вистина. Како пријатели, ние сме само противници во смисол на презентирање на програмите, а ние како луѓе сме пријатели. Мило ми е што дојдовте. Ви благодарам многу, чест ми е што се запознав со вас.
Идување, многу среќа. Ви благодарам. Исто и на вас ви Благодарам. е средбата што пред неколку дена кај нас дојде кандидатот за градоначалник од СДСМ за општина Карпош, господинот Андреј Петров, ненајавено, и ми донесе еден материјал како програма од СДСМ, бидејќи јас на повеќе пати на моите митинзи, на моите пресконференции, го повикував да даде програма и со тоа да се презентира пред граѓаните. И он ми рече, еве, ние имаме програма, ја извадив и ја донесов. Че разгледајте, а евентуални приговори, да ни кажете, односно да забележете. Последното страниче тука има едно место, каде што вели забелешки. Бидејќи нема простор за забелешки, а и редно беше да му ја вратам посетата, јас денеска дојдов и му ги дадов моите забелешки, еве тука се однесуваат на тоа што голем дел од проектите кои што ги предвидел како проекти во неговиот материјал се препишани од мојата програма, која што е од декември јас ја презентирам меѓу граѓаните, а 7 февруар ја лично ја филмирам. Вака ова за да соберам и да кажам дека овај материјал кој што господинот Андреј Петров го донесе како програма на СДСМ, нема предпоставки да биде програма. Бидејќи тек тук во овај материјал има некој рок, а тоа е рокот за времето кога ќе тече мандатот градоначалнички, во сериозна програма каде што сериозни проекти се презентираат, мора да има средства, висина на средства кои што се потребни да се изгради тој проект и од каде потекнуваат. Тоа го нема. Трето, нема никакви проекти, како што тој ги вели, за економскиот развој на општината Карпош, додека мојата програма во основ појдува од економскиот просперитет на општина Карпош и предвидени се најповеќе економски проекти. Сакам да кажам, истакнаја дека сега внатре носителот на листата, советничката листа на СДСМ, истакна дека ова наводно нивна програма ја работеле повеќе месеци летото. Точно, тие летото работаја, но работаја тоа што по раскрсниците го собираја народот, ги блокираја патиштата, свиреја со сирените и го повикуваа народот на бунт. Друго, тие месеци, како што господинот Петров излегуваше на телевизија, повикуваја, односно тврдеа дека ги бетонираат своите ставови, цело лето бетонираја нешто што го нарекуваја ставови. Откако ветер им го дувна правот, песокот на тоа што го бетонираја, тогаш Андреј Петров и СДСМ дојдоа на локални избори да учествуваат и 12 дена пред изборите го дадоа овај материјал како програма. Значи, јас не го прифаќам дека е ова програма на СДСМ, повторувам, програма за идеен развој, економски и сеопшна општина Карпош е мојата програма, која што веќе јас неколку месеци ја презентирам и ја растурам по маркетите и лично од врата на врата ја носам на граѓаните и велам и тврдам, мојата програма потекнува од граѓаните на Карпош и е за граѓаните на Карпош. Ви благодарам.